Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска Одделот за внатрешна контрола, криминалистички стандарди и професионални истраги во Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, одделение за истражување и на гонење на кривични дела сторени од лица со политички овластувања, поднесе кривична пријава против ПГ, полициски службеник, вработен во СВР Битола, поради основано сомнение дека сторил кривично дело, малтретирање во вршење на служба, предвидено во член 143 од Кривичниот законник, поради неоснована употреба на физичка сила врз ЈН од Битола. Воедно против истиот полициски службеник е поведена постапка за утврдување на дисциплинска одговорност и суспензија од работното место. И против полицискиот службеник КГ, кој непосредно бил присутен на место на настанот и не преземал никакви мерки за спречување на неоснованата употреба на физичка сила, е поведена дисциплинска постапка и е суспендиран од работното место. Министерството за внатрешни работи остро осудува било каков случај на насилство, особено кога тоа го направил полициски службеник, и тоа се санкционира и понатаму мора да најстрого да биде санкциониран. Ниту еден ваков чин не може да се оправда. Министерството за внатрешни работи вложува многу во менувањето на ликот и однесувањето на полициските службеници и покажавме дека нема да дозволиме дури вакви изолирани случаи да поминат без одговорност и соодветна казна. Нашата цел е полиција која ќе биде во служба на граѓаните, која ќе биде во функција на нивната поголема безбедност. Но мораме да кажеме дека за жал сме сведоци и на се позачестени напади врз полициски службеници. Очигледно е дека зголеменото присуство на полицијата на терен и јасната порака дека влегуваме во пресметка со криминалот предизвикува реакции кај криминалците. Таков е и случајот со дрвократците во Велешко, кои вчера нападна 5 полициски службеници, од кои еден наш колега со сериозни повреди, тешки телесни, е во клиничкиот центар во Скопје. Заедно со директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски, го посетивме нашиот колега во клиничкиот центар и се надеваме дека и тој и другите 4 колеги што побрзо ќе закрепнат и повторно ќе се вратат да им слушат на граѓаните и на државата. Да бидеме јасни и никој да нема дилема. Секој што ќе нападне полициски службеник кој се грижи за безбедноста на граѓаните ќе се соочи со закон. Напад врз полициски службеник е сериозно кривично дело и такви постапки однесување нема да се толерираат во ниту еден случај. Ние веќе имаме приведени 4 лица. Идентификувавме 10 дополнителни лица кои што учествувале во овој напад. Во текот на денот продолжуваме со претреси и дополнителни активности и јасно порачуваме дека овие насилници кои што удрија врз полициските службеници ќе одговараат. Очекувам и брза постапка и од јавното обвинителство, и тоа без калкулации. Заедно да придонесеме насилниците да одговараат. А ние како Министерство за внатрешни работи во наредниот период поинтензивно влегуваме во пресметка со криминалот и со криминалците. Благодарам.